Поплавени улици, куќи, подрумски простори. Сообраќајен хаос во главниот град предизвика на времето во попладневните часови. Од Центарот за управување со кризи информира дека поплавени се два подвозника, каде има заглавени коли, кај кружниот тек во општина Бутел и Киселавода, 3 кружни текови, кај Истгејт, кај Мотоцентар и Цементара, како и кај Железара. Поплавена и улицата Јордан Мјалков. Од СУК информираат дека во Киселавода, Автокоманда и Чаир поплавени се дел од куќите, подрумите и гаражите, а имало и пријава за поплавен магазин во Чаир и приватна фирма во Киселавода. Во Ману под вода се подрумските и гаражните простории, а вода навлегла и во главниот хол и амфитеатарот. Граѓаните се револтирани, не можеа да стигнат до заканата локација и по неколку часа. Виновни сме сите ние, бидејќи го градов го направивме да не може да се мрдне никаде. Еден дожд цел град да го парализира е срамота за еден град што е проектиран за пола милион жители, со милион да живеат, не е нормално, физички не е нормално. 40 минути само за партизанскиот. Ни една шахта не функционира, поплави под секој подвожњак и заради тоа се стварат гужви. А колку време патувате сега? Има застој? Само се вртиме во круг, не знаме од кај да одиме, сат време овдека се вртиме. Дел од граѓаните и фирмите сами ги чистат шахтите, за да стане проводен сообраќајот. Колку време чистите? Едно 3 сати има. А зашто мислите кој е проблемот? Па, пораен дожд, што друго да кажем. Слаба канализација, одвод, довод, све слабо е. Од град Скопје информираат дека кризниот штаб и екипите на јавните предпријатија се на терен и цела ноќ ќе бидат на располагање каде што има потреба. Во моментот се наоѓам на една најкритичните точки по обилните врнежи и невремето кое што го запати градот Скопје, тоа е кружниот тек кај Истгејт, како што може да забележите веќе стабилизирана состојбата овде. Покрај во Скопје, поплави има и во Куманово, Велес, Радовиш, Струмица, Кавадарци, Свети Николе. Регистрирани се поплавени потруми, паднати дрва, електрично броило, паднати жици и бандари, а во Полошкиот регион, во село Нераште, поплавени се неколку куќи и предизвикана е значителна материјална штета. Се работи на расчистување на состојбата и формирана е комисија за проценка на штетите, велат од СУК. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.